Беше тоа на 22 март 1873 година, кога во селото Лактиње Охридско е роден Дејан Војвода, македонски револуционер, член на Македонската револуционерна организација и Охридски војвода на Тморо. Учествувал во подготовките за Илинденското востание, набавувал оружје, потоа на Смилевскиот конгрес. Во пресрет на Првата Балканска војна, Дејан Мицков Димитров Карпата на припад бил уапсен и спроведен во затвор во село Песочани и страшно измачуван, а потоа, заради заплашување на населението, со алка на вилицата како мечка бил воден по селата каде што војводувал. Беше тоа на 22 март 1943 година, кога сите евреи од Македонија кои беа собрани од страна на бугарскиот окупатор во монополот во Скопје, беа транспортирани во логорот на смрт на Треблинка во Полска, во кој по известно време беа ликвидирани од германските фашисти. Беше тоа на 22 март 1980 година, кога е роден Вели Мумин, македонски боксер. Неговиот талент уште во пионерските денови во боксерскиот клуб Скопје прв го забележал неговиот тренер Руждија Калач во 2003 година во Банкок, Тајланд, во категоријата до 51 кг. Мумин го освоил петото место, а 2 години подоцна во Мјанманг, Кина, тој бил на 16-та позиција. Најголем негов успех е бронзениот медал на Европското првенство од 2006 година, кое се одржало во Пловдив, Бугарија. Секоја година поред, од 1994 до 2007 година, Мумин ја освојувал титулата првак на Македонија, вкупно 22 титули, а во 1997 година за прв пат станал балкански шампион, пошто освоил уште 2 балкански титули. 3 пати го освоил златниот гонг и 2 пати е прогласен за спортист на Македонија. Беше тоа на 22 март 1994 година, кога Министерството за односи со странство преку амбасадата на Република Македонија во Турција прими нота од Министерството за надворешни работи на Република Казахстан, со која се известува дека оваа земја ја признала нашата држава. На 22 март 1996 година, Македонската академија на науките и уметностите е примена за член на Сдруженијето на Европските академии. Беше тоа на 22 март 2004 година, кога македонскиот премиер Бранко Црвенковски во Даблин ја предаде апликацијата за членство на Република Македонија во Европската унија. Беше тоа на 22 март 2005 година, кога почина Кензо Танге, јапонски архитект и добитник на Прицикеровата награда во 1987 година. Покрај изработката на планот за обнова на Хирошима, позната и по изградбата на урбанистичките планови за Токио и Скопје. Во 1965 година Танге бил замолен да го изработи урбанистичкиот план на градот Скопје, кој по земјотресот во 1963 година бил 65% разрушен. Планот за обнова кој го изработил бил налик на оној за Токио од 1960 година. Предлогот на Танге се базираше на 2 метафорички концепта – градска порта и градски зид. За жал, планот бил само делумно исполнет, а од неговите конструкции биле изградени новата железничка станица и линијата на стамбени згради во центарот на градот, позната како градски зид. Беше тоа на 22 март 2009 година, кога е одржан првиот круг од претседателските избори во Република Македонија. Беше тоа на 22 март 2015 година, кога во Скопје почина Петар Хаджибошков, еден од најистакнатите македонски вајари, почетен член на Македонската академија на науките и уметностите. Во 1953 година дипломирал на Академијата за ликовни уметности во Љубљана на оделот за вајарство. Во 1959-60 година специализирал вајарство на Кралскиот колеж за ликовни уметности на следовата школа за ликовни уметности во Лондон. Во 1965 година бил гостин професор на Академијата за ликовни уметности Купер во Њујорк. Професор Хаджибошков од 1964 до 1980 година работел во училиштето за применета уметност во Скопје.
22 март е ден на планетата Земја.